Огромно е задоволството што сме вечерва овде, во музеот на градот Рим, на плоштадот на Вона, каде што е собрана целата историја на вечниот град. Во оваа безвременска атмосфера, со автентичниот концерт на добрите пријатели и светски музичари Владко Стефановски и Теодосиј Спасов, со што го празнуваме денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методий, и на тој начин се поклонуваме пред нивното грандиозно дело. Нашата земја, речиси 5 децении, преку манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, е дел од глобалното одбележување на неуморната работа на словенските просветители, кои преку својата мисија го поврзаа истокот и западот и оставија богато духовно наследство за човештвото. Годинава, задоволството на традиционалното празнување во Рим за нашата земја е уште поголемо, зашто го одбележуваме овој ден заедно со нашите пријатели од Република Бугарија на највисоко институционално ниво. И низ ова заедничко чествување ја демонстрираме нашата недвосмислена определба за унапредување на добрососедските односи, продлабочување и интензивирање на соработката во културата и во сите други области. Верувам дека владите на двете пријателски земји ќе продолжат заеднички да се залагаат за прогресивни општествени процеси кои ќе обезбедат рамноправни европски перспективи за целиот регион. Воедно, убеден сум дека и покрај предизвиците во регионот, како и глобалната политичка слика, која станува се посложена и представува предизвик за целото човештво, Македонија и Бугарија, нашите народи, нашите уметници и културни работници, во духот на заедничките светли традиции и богатото културно наследство, ќе бидат достојни на овие предизвици и ќе работат посветено на градење на поубава, заедничка иднина и просперитет за сите наши граѓани во Европа од 21. век. Почитувани, манифестацијата за одбележување на денот на Свети Кирил токму во Рим е уште една потврда дека културната и религиската разноликост се вистинско богатство и предност на секоја земја. Тие се извор на голем креативен потенцијал и мост на меѓусебно разбирање и почитување. Затоа нашите напори и ќе бидат и се насочени кон воспоставување на вистински културен диалог во нашата земја, во регионот, но и пошироко, преку кој ќе го сочуваме мирот и стабилноста и ќе ги следиме највисоките идеали на современиот свет. Ќе ја испратиме пораката дека Македонија и припаѓа на современа Европа и е нераскинлив дел од европското семејство. Владата и Министерството за култура на Република Македонија продолжуваат со политиките на поддршка, заштита и негување на непроценливото културно и духовно наследство што го имаме, како и на поддршка на високите вредности во уметноста и нивната афирмација во светот. Културата не познава граници, токму затоа што големите и вистински уметници во практика ги применуваат политиките на културен диалог и зближување меѓу народите, претварајќи се себеси и нивните дела во мостови за меѓусебно разбирање и комуницирање и платформа секако за изградба на нови заеднички културни и естетски вредности. Вечерва во духовното средиште на светот пред нас ги имаме виртуозите Стефановски и Спасов, кои посветија голем дел од нивното творештво, градејќи токму такви мостови на соработка. Врвни артисти кои постојано ја истражуваат, ја надополнуваат и ја збогатуваат музичката традиција на двете земји, создавајќи една нова, богата музичка слика, која во светот го проектира духовното богатство на регионот. Сосема на крај би сакал да изразам голема благодарност до сите оние што безрезервно ја поддржаа оваа манифестација. Воедно сакам да го изразам моето уверување дека и во иднина, преку сите овие одбележувања на ликот и делото на светите Кирил и Методий, ќе настојуваме да ја продолжиме нивната мисија, која и денес потврдува дека образованието, културата и уметноста во себе носат светлина, што има силна обединувачка моќ и која може да го направи светот поубаво место за живот на сите луѓе, без оглед на припадноста. Благодарам на вниманието. Grazie per l'attenzione.